Не иде уште, така. Не, наместија на средина и терен. Еднаш добро вечер и добре дојдовте и на вториот надпревар од полуфиналето на завршниот турнир во кошаркарскиот шампионат на Македонија за кадети или за играчи до 16 години. Имавте можност низ првиот директен пренос на фреквенцијата на Сител 3 да видите на кој начин екипата на Феникс стигна до финалето, совладувајќи го составот на Партизан Водно Санс, помладиот тим со 84-66, па Феникс утре од 20 часот ќе игра во финалето, а за титулата ќе се бори со подобриот од мечот кој ќе го проследиме во продолжение, а во кој ќе играат екипите на Вардар и одново Партизан Водно Санс, но генерацијата на играчи родени 2002 година. Како и за сите останати до сега, така и за овие млади момци, накратко на кој начин стигна до завршниот турнир. Вардар во четвртфиналната рунда мораше да одигре 3 надпревари против Кумановскиот тим на Пинк Пантери, бидејќи откако првиот во оваа арена го доби со 81-70, вториот го загуби буквално во последната секунда во Куманово, и тоа со тројка од половина терен. Пинк Пантери славија со 69-68, но затоа вардарци им се реваншира апсолутно на Пинк Пантерите од Куманово во мајсторката, совладувајќи ги со 124-66. Екипата на Партизан, оваа повозрасната, со 2-0 во победи беше подобра од Ангели во четвртфиналето, победи од 75-53 и 78-60 на гостински терен. Во црно-бела комбинација Водно Санс, Партизан Водно Санс, помнат име на овој клуб, ќе го има првиот напад, а во бела комбинација се кошаркарите на Вардар. На кормилото на домакините, кои се и организатори на овој турнир, Вардар, е Александар Јованчев, роден е 77-та година, инаку актуелен селектор на репрезентацијата до 15 години, односно играчи родени 2002-та. Лична грешка, број 10. Тоа е Лука Јованов, член на селекцијата до 16 години на Македонија, а со број 9, 15 годишниот Виктор Златевски. Од двете реализира едно слободно фрлање Златевски. И да подгодеше Лейсон Зекири, тоа ќе беа 2 поени. Газеше на линијата 6.75.
Наумовски. Први поени за Адријан Наумовски. Веќе четврта сезона во Вардар. Адријан Наумовски. Член на репрезентацијата до 16 години. Тодоров. Урестет на Виктор Златевски. Променен на правец со Пело и со Чекор, негов трети поен. 3-2 за Водно. Наумовски се снајде во оваа ситуација. Глигоровски, тој Давид Глигоровски, игра втората сезона во Вардар, дојде екипата на Плеймейкер центар. Ова е теточанецот Лука Наумовски. Еден агресивен кошаркар, умрлив борец, особено кога во прашање се одбранбените задачи, со број 12 на Лука Наумовски. Со број 7 реков Адријан Наумовски. Ова беше блокада. Врз десетката Лука Јованов. На клупата на Водно Санс е некогашниот македонски репрезентативец, долгогодишен кошаркар, трофејниот Тони Симич, кој сезонова за прв пат се реши да се проба во тренерските води. Донегати со број 4, со број 5 Матро Петрос, Вренцовски со број 6, Златевски со 9 и Тодоров со број 12 е почетната петорка со која го започнува меч Тони Симич. Многу мака, Јоргос Матро Петрос. Обид за 3, непрецизен. Донегати со офанзивен скок. Големо промашување и на Златевски. Два обида за 3. Два неефикасни шута. Останал резултатот не помене. 2-3. Ки биде ова интересен дуел, имајќи го предвид резултатите во текот на целата сезона, играта, но и квалитетот со кој располагаат Јованчев и Симич. Од поста Давид Глигоровски, први поен. Поен плюс за Вардар, 4-3. Тодоров. Има мисна ситуација во рекетот, но Наумовски добро покрива и добро игра во одбраната. Ситуација за контра, која лошо се ја завршува со број 10, тоа беше Лука Јованов, сега Наумовски, големо промашување за 3, прв на вардарци, да погода тројка, а нов кош веќе петти за Златевски. Сите 5 поени до сега во овие 3 изминати минути за црно-белите ги постигна Виктор Златевски, неколку помоцин на некогашниот меѓународен македонски арбитар Зоран Златевски, своевремено и комесар за напреварување при Кошаркарската федерација на Македонија. И сега два обиди за Лесен Зекири, успева во вториот, откако првиот беше краток. По промашувањето на Адријан Наумовски, уште една Златевски следеше до крај Вања Вренцовски. Две чисти ситуации од кои Водно Санс не успева да ја врати позитивата во своја корист. Наумовски. Некој скок, шут и флоутер со една нога, а сега чекори на Лука Јованов. Интересна десетката кај Вардар, игра четврта сезона во редовите на овој клуб, а својата кариера почна токму во редовите на вечерашниот противник Партизан Водно Санс. И сега ова агресивна
Odbrana na половината на противникот беше лесно пробиена, но немаше реализација, туку има две слободни фрлања, бидејќи имаше едно промашување, а потоа и лична грешка врз шческата Вања Вринцовски. Број 14 лична за Давид Глигоровски. Два фаули кај домаќините, еден кај Водносанс, прв кош за Вања Вринцовски. 192 сантиметри е висок Вања Вринцовски. Два помалку од Џанкарло Донегати, играчот со број 4 во црно-бела комбинација. Останува на еден поен и ова е прво изравнување практично на мечот во петата минута. Наумовски, убав лес на Наумовски, од табла се ослободи од твојот чувар, а потоа и од уште еден четврти поен за Адријан Наумовски. Златевски, неговиот брат пак е кошаркарски судија и сега прв во контра Наумовски, шести кош. Тој е наефикасен, го минува Златевски. 56, 4 поени предност за Вардар. 5 минути 13 секунди до крајот на првата четвртина. Има лична грешка од Адријан Наумовски, прва. Беше дел и од помладата репрезентација до 14 години, она која пред 2 сезони играше на неофицијалното европско првенство за најмлади, популарниот Супербол во Словенија. Добра поставена Наумовски, успеа за нигде од каде ова топка. 4 секунди до крајот, уште еднаш, очигледно добро го владее овој елемент. Популарниот Евростеп Виктор Златевски, веќе втор пат со ваков потек, успеа да се впише во листата на стрелците, 7 поени за него. Убаво решение на челната аутлинија и овој пат немаше среќа Лука Јованов. Аут за Вардар. И онака веќе имаше изгубена топката, Јоргос Митропетрос. Глигоровски за Наумовски. Не успева Лука. Имаше среќа, топка да стигне во неговите раце. Сега Глигоровски не успева да реализира и повлекува напред Тодоров. Убаво во контра, го вработува својот соиграч Вренцовски, премногу комплицираше. Имаше и поедноставни решенија Вренцовски. Останува 10-8. Лука Наумовски. Јованов. Ево ова е добар поток на Јованов. И тој, како и Адријан Наумовски, пред 2 години играше на Суперболот во Словенија. И ова голема грешка. Ке има измени во обете екипи. Оди Јоргос Митропетрос надвор од игра. Со број 8 Александровски Јован во играта на во тимот на Водносанса. Сега уште еднаш вторта чекори прави Лука Јованов. Грешка број
2 за Давид Глигоровски. Вардар го исполнува бонусот. Уште една измена ќе прави Александар Јованчев. Во игра со број 8 ќе влезе Далибор Шијаковски. Трета сезона во дресот на Вардар, пред тоа осумката на вардарци Далибор Шијаковски играше во екипата на Глобал. Како го првата ситуација, така и овој пат. Првото го промашува, второто слободно фрлање го реализира за вкупно 8 поени. Виктор Златевски намалува на 12-9. Анчевски, Лука Наумовски. Еве го на овлезениот, собрио на Шијаковски, не успел да реализира тројка, но голема борба за оваа топка. Нешто што сигурно нема да го видите во сениорската конкуренција. Во младинските има милион пати вакви ситуации, кога едноставно ниту едните, ниту другите млади кошаркари не дозволуваат противникот да стигне до топката, се борат буквално за секоја педал терено, за секоја топка. Две слободни фрлања за Јован Александровски. Нема место во малата сала на спортскиот центар Кале. И повеќе гледачи, отколку што е капацитетот на истата. Така беше и пред 4 дена, кога се игра полуфиналните и финалните надпревари во М18 конкуренцијата. Во јуниорска, ова е кадетска конкуренција до 16 години. Така беше и вчера и завчера во малата сала на спортскиот центар Јане Сандански, каде се играше завршницата до 14 години. Со 10-тиот кош на Виктор Златевски, Водносанс одново ја превзима предноста, води со 13-12 и затоа Јованчев бара тайм-аут. Ова селекција на Вардар 2001 пред 2 сезони во својата годишна возраст, но тогаш во конкуренција М14 или до 14 години, пионерска генерација, играше во финалето. Беше поразена од Феникс и го освои сребрениот медал. Дали ќе има реприза пред 2 години, останува да се види. Фениксовци веќе си ја завршија работата, се пласира во финалето. Потсетувам уште еднаш со победата во првиот полуфинален меч против помладиот тим на Водносанс 84-66. Може би вака по резултатот за оние кои не го следиат тој меч делува лесно забележена победа, но не беше така, верувајте ми. Напротив, лична грешка во напад со број 41 Мартин Анчевски. Тој е највозрастниот во март месец. Наполни 16 години.
со ваква игра, агресивна на половината на противникот, Вардар во мајсторката од четвртфиналето го демолира тимот на Пинк Пантери од Куманово со безмалку 60 коша разлика, или ако прецизно сакате 58. Резултатот овој беше 124-66. Лука Наумовски тешко ја контролира топката и пожртвувана, но со лична грешка. Овој пат Виктор Златевски. Тоа е втор фаул за Златевски. Ке биде веднаш повлечен на клупа. Се враќа во игра Јоргос Матропетрос. Првиот стрелец во тимот на Водно ги заработи двете до сега лични грешки, а еве првата, вкупно трета за Водно Санс, и тоа за нововлезениот Матропетрос. Има две слободни фрлања за Далибор Чијаковски. И тој беше дел од тимот на Вардар во она финале за кое говорев пред малку, пред 2 сезони против Феникс. Прв поен за Далибор Чијаковски. Останува на тој. Вардар 1-2. Водно Санс, ова е чиста ситуација која треба и ја реализира Дамјан Јанев. Дојде на полусезоната практично од тимот на Квиско Баскет. Може да биде на топка, можница нова контра. Лоша проценка овој пат на Јанев, се лути сам на себе. Нема тука се биде. Нема да има поени. Има нова лична грешка за Матропетрос. Ке реагира ли тој Симон, уште една измена. Само 5 играчи во опрема забележувам во составот на Водно Санс на клупата, двајца се без опрема. Практично нема да има 12 кошаркари на располагање Тони Симич. А Чијаковски го бележи првиот кош од игра. Адриан Наумовски е вратен во составот на Вардар. Агресивни во одбраната кошаркарите на Вардар и тоа носи резултат. Ке биде тоа вратена топка во задно поле. Рече Александар Тодоров. Уште 10 секунди до крајот на првиот период, во кој можеби под притисок на значењето на овој меч многу грешки направија и едните и другите. Лука Наумовски ја користи својата височина, односно се извинувам, Адриан Наумовски ја користи својата височина и со својот 8 поен му носи 2 позитива на Вардар на крајот на првиот период. Вардарци 17, Водно Санс 15.
Првиот напад во вториот период ќе го има кошаркарите на Вардар. Адриан Наумовски. Не се отвара никој, дури сега Анчевски. Со број, само да видиме, овој обид за Анчевски за 3 неефикасен, а сакав да кажем со број 31 го видовте во кадарот. Ѓорѓе Станковиќ, син на поранешниот репрезентативец на Македонија, долговодишен кошаркар и неработник и нимзете Серџан Станковиќ. Ѓорѓе 195 сантиметри, дојде пред година и пол од редовите на јуниор токму, тој заработува лична грешка. Анчевски. Пред него е Јанев. Анчевски непотребно ја прифаќа топката. Нешто што ги ути тренерите, сигурно. Матро Петрос ја заработува веќе третата лична грешка. Беше стартер. Во тимот на Тони Симич ќе биде повлечен од клупа. Убеден сум во тоа. Така е. На негово место Џанкарло Донегати. И тој беше меѓу стартерите, но и обајцата за сега без постигнат кош. Евенов обид за 3 и повраќа се испод високо топката. Веројатноста да биде погодена целта е многу поголема. Ова е прва тројка на надпреварот. Вардарци 1 од 3. Во однос 0 од 4. Сите 4 обиди во првата четвртина. Чекори, 4 секунди. После Чекори. Грешка во напад е судено на судијата Антовски. Со број 6 Вренцовски направи фаул. Токму тој оди на клупа. Златовски се враќа во игра. Кош на Станковиќ, четврти за него и принудено Тони Симич да бара тайм-аут. Откако на самиот старт на втората четвртина изравнена 17-17, дотогаш па наваму екипата на Вардар успева да направи серија од 9-0 и по нецели 2 минути игра да поведе со 26-17 плюс 9 за вардарци. Се поени на Адриан Наумовски, по еден скок и асистенција. Во досегашниот тек од мечот, тој е наефикасен на спротивната страна. Златевски исто така, 10 постигнати поени
со еден скок, но и две лични грешки, затоа Симич, својот најдобар поединец од стартот на мечот, мораше да го повлече на клупа. Но во проблеми е и петката Јоргос Митропетрос, кој беше стартер, бидејќи веќе има 3 фаули. Јако би топката Златевски, Адриан Наумовски очекуваше дека до крај ќе истрча неговиот соиграч. Инаку Адриан Наумовски е постариот од двата сина, кој ги има председател на Кошаркарската федерација на Македонија, Петар Наумовски. Помладиот Михаил е роден 2003 година. Во моментов тренира и игра во белградски Партизан и се очекува да биде член на репрезентацијата на Македонија до 14 години, која летово треба да игра на Суперболот во Словенија. Две слободни фрлања за Виктор Златевски. Не за разлика од првата четвртина, кога во две ситуации го промаши првото, а го погоди второто. Сега обратно. 11 поени за него, ја прекинува низата од 9-0 на Вардарци. Станковиќ не успева да реализира, скок беше тоа на Јанев и веднаш отворена контра. Ова е добра кошарка која треба да биде наградена со поени, но не успева. Со број 8 беше тоа Александровски, а лична грешка заработува 13-ката Дамјан Јанев. Раде топка Александар Тодоров, но го коригира Јанев со четвртиот свој поен. Вратене го игра Лука Наумовски. Првиот плеймейкер во составот на Вардар. Анчевски. Се види дека е ова лошо изфрена топка. Станковиќ не постане близина, може би имаше контакт врз него. Барем тој е печатокот кој го добив јас. Чекори се тоа. Странна одлука. Судиската тројка, Маријан Мицевски заедно со Мијалковски и Антоновски. И нова загубена или нова украдена топка на Вардарци. Вакво нешто до сега не сум видел. Да не се испочитува одлуката на судијата, на колегата. Па со секунда-две задоснување да се преидначи, иако забележав како Мијалковски сугерише кон Антоновски да продолжи играта. Овој се реши да ја прекине по 2 секунди, а Мицевски поените ги признава и има лична грешка, број 4 до негати со дополнително слободно фрлање за Лука Јованов. Пети поен е тоа за Јованов. За водство на Вардар од 29-20. Повторно 9+. Бара фаул, но не го добива Тодоров. Тодоров агресивно. Ова сигурно
нема да им се допълне на тренерите. Кога си има ситуација веднаш да се упати удар, тоа треба да се стори. Без разлика на се. А потоа дриблинг, па чекот наназад или оној популарен степ бек премногу. Некогаш овие млади момци се ослонуваат на оние НБА звезди, но тоа се сепак НБА звезди, а тие се далеко тие височини и затоа мора на некој начин да продолжат да играат школски. Но добре. Медиумите си вечина своето, да не преноси тој одат од NBA шампионатот. Сите сакаат денеска да видат Стив Кари, сите да сакаат да видат Леброн Джеймс, Кевин Дурант и така натаму, да не ги набројувам, но ако се стигне до тие величини, овие генерации ќе треба уште многу да работат. Дај Боже да имаме нов Перо Антич еден ден. За сега еден и единствен е тој македонски представник во најсилната светска кошаркарска лига. Но, да се насочиме ние на оно што да следиме, а тоа се поени за Златевски. Според мојата евиденција, веќе 11 треба да биде тоа. Адриан Нумовски успева да реализира за 3, лошо шутира. 1 од 4 има Адриан Нумовски, неговиот тим 0 од 7. Односно 0 од 4 тој, 0 од 7 целиот тим. Овде на клупа Станковиќ се враќа Лейсон Зекири. Неговиот постар брат игра во првиот тим на Вардар, ако добро паметам. Јанев 10 кош, тој е втор двоцифрен во тимот на Вардар. 29-26. Сега големо промашување. Тоа беше со број 10 Јованов. Еве чиста ситуација да биде упатен удар за 3, нема да биде тоа кош. Барем од ова коментаторско место, одлично се гледаше. Се уште во односанс без тројка. 0-4. Заврши таму на паркетот Анчевски, но судите велат нема збор за фаул. Поборник сумна едноставна кошарка, без многу комплицирање, без многу дриблинзи, финти и марафетлуци. А сега Адриан Наумовски, потоа и Лука Наумовски, обајцата не успеваат да реализираат, потоа и големо промашување за 3 и на лична грешка на крајот. Сето претходно пропуштено. И измена во составот на Водно со број 6. Френцуски се враќа и игра на местото на Донегати со број 8 и број 14. Шијаковски и Глигоровски во игра кај Вардар. Две слободни фрлања за Јанев. Јанев до сега 10 поени, 4 скокови. За него, а наворот теренот излегува со број 11-15 Лейсон Зекир и му дава можност на противничкиот тим да стигне до израмнување, евентуално тројка и за пресврт. Водеа во 12-та минута Вардарци со 9 коша разлика. Резултатот беше 26-17. Од тогаш наваму
Тие 3, противникот 10 коша. Тодоров. Храбро реализирано за 13 поен на Виктор Златевски и еве изравнување 29-29 на истекот на 16-та минута од надпреварот. 3:09 до крајот на првото полувреме. Под семафорот Петар Наумовски, председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, донекол Моника Гавриловска, генералниот секретар. Речи си, сигурен сум дека не пропуштија ниту еден од овие завршни надпревари. Не пропуштија ниту еден од овие завршни надпревари во младински турниреци. Има мисија, има визија, има таргет, има цел ова раководство и доколку успее да ја наметне својата програма, а веќе на добар пат со, да речеме, возраста 2002, оној проект заедно до 16, кој го продолжуваат и со една година помладите. 9 репрезентации на Македонија летово имаат свој настап во квалификациите, кој на европско ќе игра, кој квалификации, така натаму. Вратена е женската репрезентативна кошарка по 3-годишна пауза со оној турнир чиј домаќин беше токму Македонската кошаркарска федерација, а се играше изминатиот викенд во Јане Сандански. Велам, доколку искрените љубители на кошарката и мислат добро на овој спорт, треба да дадат подршка на федерацијата, која пак треба да возврати нормално и со резултати. Не е битно само да се спроведе одредена програма. Да, ќе биде потребен период да се направат добри резултати во секој случај, но реков, целта е на крај да се подигне и нивото на квалитетот, но и резултатите во преден план. Поените ќе важат, има и дополнително слободно фрлање. Број 15, лична грешка, Лейсан Зекири, 197 см. Тој е највисок во тимот на Вардар. Златевски, 16 кош. Сега 2 поени предност за Вардар. 32-30. Лука Наумовски. Преку човек, преку раката на Тодоров. Лука Наумовски успева да реализира тројка. Први поени се тоа за Лука Наумовски. Вардар 2 од 8. Ударите за 3. 33-32. Тук има лична грешка во напад. Трета за Виктор Златевски. Кој забележа тоа? Искусниот арбитар Марлен Мицевски се послужи со левата рака. Едноставно голтона од себе противничкиот играч. И затоа Златевски оди на клупа. Джанкарло Донегати на негово место. Зекири. Лука Наумовски за Лука Јованов. И директно во рацете на противникот ја прозре оваа намера. Со број 12, тоа беше Александар Тодоров. А лична грешка прави Давид Глигоровски. Трета за него по 3 фаули имаат Златевски и Метро Петрос во составот на Водно Санс.
Има две слободни фрлања за Тодоров. Го премашува првото. Речи се 18 минути мина на паркет, а беше стартер. До сега 2 поени за Тодоров. Еве го и третиот. Изравнување 32-32. Односно 33-33. 106 секунди до крајот на полувремето. Лука Наумовски. Ова е одличен влез, но без завршница, а бога ми имаше и лична грешка од Осимката Шијаковски. Добро одеше оваа транзиција, оваа контра, која не иска да реализира Јанев, и сега таква блокада на Вренцовски. Борбено, нема што. Борбено, со голем број на грешки. Опомена за Данев, асистентот на Јованчев. Загубени топки Вардар 9, Водносанс 12. Далеку повисокиот противник, преку Зетири со број 5, Јоргос Матропетрос. Прв поен за него. 15, односно не се зима. 6 сантиметра понизак. Ова е втора, мислам, блокада на Вренцовски. Ќе видиме подоцна во статистиката. Тој треба да го обележи сето тоа. Еве чиста ситуација за 3. Ево тројка за Водносанс. Прва во вистински миг Наумовски за 3. Не успева да реализира. Тој 0-5, неговиот тим 2-9. Но она што е поважно, екипата на Водносанс на 25 секунди до крајот на полувремето има 5 поени предност. Згоре на тоа ќе има и напад да зголеми оваа предност. По 7 обиди, конечно, црвено-црните успеваат да реализираат една тројка. Сосема разбирливо е дека овој сегмент од играта ќе биде многу помалку ефикасен во што помали генерации. Ајде да е јуниорска конкуренција, веќе тоа се сериозно, 17-18 години. Во младинска исто така, 19-20 години. Но како оди полову генерациите, така помалку треба да внимаваме на шутот, многу повеќе треба да се работи на останатите елементи на кошаркарската игра. Пред се агресивноста во одбраната, брзата транзиција, трансформација од одбрана во напад и во одбртен правец. Нешто што често пати низ своите предавања го имаше и Јанко Луковски. Го гледате во кадрот, Јанко Луковски. Реков во своите предавања, кои ги имаше и показни тренинзи со репрезентацијата до 20 години и помладите, го нагласува повеќе пати искуствен македонски тренерски јас. Треба многу да се работи. Тешка е кошаркарската игра. Погледнете го само овој став. Дали било тоа во нападот или во одбраната. Би рекол, нема тука ништо нормално. Човек да биде постојано подгрбавен, свиткан. Па затоа ќе мора да се прифатат многу елементи од она што имаат, да го кажат, поискусните и во помладите тренерски генерации. Не успеа да реализираат напад, ниту Водносанс, ниту поизгледна ситуација имаше Вардар.
Затоа резултатот останува ист, како и оној пред тайм-аутот. Во Вардар 33, Партизан Водно-Санс 38. 5 поени позитива за гостинскиот тим, иако во 12-та минута вардарци има и највисоки плюс 9, водеа со 26-17. Овој период го добива Водно-Санс со 23-16. Ќе направиме вообичаена пауза од 15 на минути и одново се враќаме со слика во спортскиот центар Кале во Скопје. Еве не, почитувани гледачи, одново со слика во спортскиот центар Кале, во малата сала во Скопје. На стартот на второто полувреме од второто полуфинале во кошаркарскиот шампионат на Македонија во кадетска конкуренција за играчи до 16 години, практични играчи до родени 2001 и помлади. Веќе е познат првиот финалист, кој е составот на Феникс, кој во полуфиналето јасувала практично втората екипа по младата на Партизан Водно-Санс, убедливо со 84-66, а на полувремето од второто полуфинале првиот тим на Партизан Водно-Санс има 5 поени предност против ривалите од Вардар, водат со 38-33. Иако домакините во втората четвртина има 9 поени предност, водеа со 26-17 во 12-та минута. Адриан Наумовски го бележи својот 12 поени, тој е единствениот во составот на Вардар со двоцифрен број на поени. На спротивната страна Дамјан Јанев 14 и Виктор Златевски, играчот со број 9, има 16 поени за Водно-Санс. Лука Наумовски до Адриан Наумовски. Фаул за две слободни фрлања. Трета лична на Лука Јованов. Има две слободни фрлања за Дамјан Јанев, веќе го споменав него. Има можност да се изравни со Златевски. Во првиот период, интересно, Водно-Санс имаше 3 топки повеќе изгубено, но беше подобар во скок играта, а Вардар пак имаше дури 5 асистенции повеќе, за разлика од опонентот, кој има предност во моментов од 4 разлика, 39-35 за Водно-Санс. Втора лична грешка за Лука Наумовски. Златевски се избори за нов напад. Вренцовски, кој имаше солидна партија во скок играта, но реализира само еден единствен поен, и тоа слободни фрлања. Адриан Наумовски за Станковиќ. Станковиќ со помош на таблата. Негов 6-ти поен. Аут е биле тоа. Топка за Вардар. Лука Наумовски за 3.
Ова е трета тројка за Вардар во 12 победи за Лука Наумовски. Втора. Постигна една и во втората четвртина, вкупно 6 поени. Нама сега Вардар води со 40-39. Број 8, лична грешка, Шијаковски. 3 коша реализира Шијаковски во првиот период, во вториот не успеа да се запише во листата на стрелци. Останува во напад. И директно во рацете на противникот, на греши Адриан Наумовски. Му се реваншира практично на Јанев. Петрос, само 2 коша за него, иако беше стартер. Сега нова лична грешка и долу. Покажа судијат Мијалковски за број 8, Далибор Шијаковски. Веќе 4 лични грешки за 2,5 минути игра прават вардарци. Го исполнуваат бонусот, следен фаул ке значи 2 слободни фрлања за црнобелите. Баскетчиска финта, нема што, браво. Дамјан Јанев, треба да ти текне. Тоа е таа креативност која младите ја имаат, да речем спортска безобразност. Оние баскет финти, улични, да се спроведат и на еден првенствен надпревар, посебно на полуфинален меч. Секоја чест враќа Адриан Наумовски со својот 14-ти поен. Тој е единствен во тимот на Вардар со двоцифрен број на поени. Вардар води со 1+, 42-41. Само да видам, вели загубена топка број 13 кај Водносанс. Станковиќ. За Лука Наумовски. Сега 20 играчи, тројца на иста половина. Лука Наумовски се изборува за нов напад. Шијаковски. Многу поедноставно е кога се напаѓа кошот од лева страна да се оди незавршница со левата рака, со десната најчесто се промашува. Нешто на што мора да инсистираат тренерите, особено во помладите генерации, бидејќи воспротивно, ако се стекне таа навика од на лев двочекор да се оди со десна, така натаму сега да не објаснам многу, тешко е тоа да се искорени во поголема возраст. Да, сега може би ке промашат, најчесто играчите напаѓаат се она рака кој им е посилна, а во 90% случаите тоа се деснораки момци. Но ако сега не се обидуваат, после веќе на 20 години е прекасно. Прави грешка во чекори со број 13 Дамјан Јанев, затоа Вардар има напад. Станковиќ прави 2 блокади. Многу долго во своите раце држи топката Јованов. И ова е нападно подиграно, практично отворена контра за противникот. Нема да сгреши, нема да пропушти, да го казни овој поклон од Шијаковски. Осумката на спротивната страна Александровски. Станковиќ од висок пост. Нека исторна топка. 8 поен за Ѓорѓе Станковиќ. Една и пол сезона е во редовите на Вардар. Дојде од школата на јуниор. Само да погледам, Станковиќ веќе 5
скок. Лична грешка, број 6 треба да е тоа. Така, за Бринцовски, втора, за Водно Санс, прва во овој период од надпреварот. Токму Бринцовски оди на клупа, на негово место Джанкарло Донегату. Адриан Наумовски. Мораше вака од центарот практично да шутира Шијаковски, бидејќи изминуваше последната секунда. Ќе биде сметано како обид за 3. Па затоа сега Вардар има 3 од 13. Блокада на Ѓорѓе Станковиќ. Мислам дека е тоа прва блокада за Станковиќ. Две има Адриан Наумовски во екипата на Вардар. Две има Тодоров и по една Златевски. Односно, 3 има, се извинувам, Бренцовски кај Партизан. Тоа се блоковите до сега, практично го намести. Виде дека ќе биде изблокиран, па потреба спушти топката, се затвори со тело. 13-ката Дамјан Јанев, лична грешка број 3 за Ѓорѓе Станковиќ. Јако широк од список. За репрезентацијата до 16 години, чиј селектор е Горан Ѓорѓиевски, кој со работнички освои шампионскиот трофеј во јуниорска конкуренција до 18 години. 19 коша вкупно за Дамјан Јанев. Сега води Водно. Станковиќ не успева да погоди. Златевски. Во второто полувреме без кош имаше 16 во првото, а еве тројка прва за Јован Александровски, негов 7 поен. Тоа е само втора тројка за Водно Санс во 10 упатени удери за линијата 6-75. Сега до решение на Далибор Шијаковски, петти кош. 46 Вардар, 48 Водно. Ќе биде ова интересен надпревар, очигледно се работи за две мощни изедначени екипи. Партизан во регуларниот дел или во надпреварите по групи имаше 3 порази, но успеа да го совлада Феникс, кој е веќе финалист. Од друга страна пака Вардар имаше само еден пораз во регуларниот дел од сезоната и еден во плей-офот. Четврта лична грешка за Далибор Шијаковски. Повлечен од Игор Станковиќ и Шијаковски на нивни места со број 41 на Анчевски и со број 10 се враќа во игра Лука Јованов. Има две слободни фрлања за Александровски, се извинува. Тоа е Јован Александровски. Купно 9 поени за него. Вардар води со 4 разлика, 50-46.
2:45 до краят на третата четвъртина. Елегантно. По-елегантно, ами без много комплициране. Един дриблинг, скокшут е един от, може би, най-бавите елементи. Доколко се научи перфектно, тогаш може много що да се постигне до кошарката. Това беше пръв кош на Анчевски. И сега продава на топка, токно Анчевски успeva да я украде на контра. Офансивен ход на Лука Наумовски, негов 8-ми поен. Вързла Вардар, 4 во низа и изравно 50-50. 28 минута от надпреварот. Добро решение и елегантна завършница за 11-ти кош на Александровски. Откривна позиция, не успeva Глигоровски. Симош Вара да се забележат, да се смири играта, а не вака без да се тръгне към противничкият кош. Има измена в съставото на Водно Санс, оди на клупа Янев, неефикасен за сегашния ход на преворот на негово место Александър Тодоров со број 12. Беше стартер, но постигна само 3 поени. Сите во втората четвртина. Сега Златевски не успeva да реализира тројка, но не успeva ниту во еден од 4 обиди. Останува на 2 тројки Партизан Водно Санс. Анчевски против Златевски. Последна минута од третиот период. Еве чиста ситуација за 3. Сега като нема да биде прецизно. 0-3 за 3 има Јоргос Мотропетрос. Анчевски за Лука Јованов со чекор на назад. Не знам зошто. И сега изблокиран Глигоровски, а потоа во обид да ја дохвати топката во аут за Вардар. Не цели 24 секунди, практично до крајот на третиот период ќе може да ја чува топката во посет кошаркарите на Водно Санс и нема причина да брзаат. Ќе треба да се изгради добра акција, има уште 10 секунди до крајот на нападот и четвртината. Еве ситуација за 3. Тројка на Златевски, конечно во петиот обид. Златевски практично на 2 секунди до крајот реализира тројка за 55-50. 5 поени предност има Водно Санс, колку што имаше и на паузата од полувремето. Тогаш беше 38-35. Сега 55-50 плюс 5 за црнобелите. Ќе биде интересно во последната четвртина.
Ако се види споредбено статистиката, и ако видите дека од оние 55 поени 38 ги реализира кошаркарите на Водно, Златевски и Јаневски, а Јаневски влезе од клупата за резерви, практично не беше во стартните 5. Резервистите на Вардар постигнаа дури 30 наспроти 18 поени од оние кои не беа стартери во составот на Александар Јованчев. Но како одминува на преварот, така се менуваат работите. Во првото полувреме изедначени тука некаде со скоковите, па ако сакате и сега. Но по бројот на загубени топки сега Вардар се доближи до Водно и затоа овие 5 поени предност во последната четвртина, кои сега излесуваат 3 за екипата на Водно Санс. Водно Санс 3 од 14 во ударите за 3. Победот на Тодоров од предмалку. 3 од 13 има Вардар. Еве нова ситуација за 3, не се решава да биде Златевски, се заглави самиот и ќе остане... Не, сепак ќе биде Вардар во напад. Добар играч е Виктор Златевски, подсетам уште еднаш на 15 години, тој Христијан Георгиевски, кој не влегува во игра, се двајцата најмлади во составот на Вардар. Не минува обидот за асистенција, но сретна топката од Лука Наумовски, кој го бележи 10-тиот кош и сега тој е вториот во составот на Вардар со двоцифрен број поени. Адриан Наумовски на 14. Александровски против Лука Наумовски, кој играше со топка, но има само 2 секунди, 6 секунди за овој напад на Партизан Водно Санс. Александар Тодоров ќе мора да го нападне кошот со ударот голема далечина. Топката не го чипна обрачот, затоа нема рестартирање на времето. Тодоров само 3 поени. 2 од игра и 1 слободно фрлање. Сите во втората четвртина. Беше и стартер. Не е дека не знае да ја задржи топката во своји раце, а бога ми знае и да процени, да украде. Еве можноста која успева да ја реализира со 5-тиот кош, втор од игра. Тодоров први поени за Водно во завршниот решавачки четврти период. Водно 57, Вардар 54. 2 минути измина од четвртата четвртина. Лука Наумовски губи топката, а сега не се разбира таму Тодоров и Јанев. Ова е поклон за нивните опоненти кои ќе одат на клупата, бидејќи нивниот тренер Александар Јованчев бара тайм-аут. Да не бидам доседен, само уште еднаш ќе ја кажам дека новата сала во спортскиот центар Кале е претесна да ги прими сите оние кои сакаат да гледаат кошарка, а ги има многу. Мислам дека изминатите 4 дена, ова е веќе 5-ти ден како следиме младинска кошарка, почнувајќи од понеделникот. Низ овие преноси се потврди она за кој години наназад говориме како спортска програма.
дека има таленти, има млади кошаркари со кои треба да се работи, но пред се треба да се вложува. Треба да се вложува и да им се даде шанса. Еден ден тоа како држава сигурно ќе ни се врати. Сигурно дека ќе биде првенствена цел сениорите да се вратат на големите надпреварувања по 5-те учества на европските шампионати и она легендарно 4-то место со само единствен странец и 11 македонци. Обита за 3, многу непрецизно на Лейсон Зекири. Останува на двата коша Зекири од првата четвртина. Тодоров. И на крајот се исплатеше. И на крајот се исплатеше серија на дриблинзи, иако по мој вкус претерано, но во секој случај на крајот се исплатеше. Стигнува Тодоров до својот 7-ми поен. Но брзина враќа и Давид Глигоровски со својот 7-ми кош. Чекори се тоа. 3 предност за Водно. 56-59 бројките на семафорот. Оди Лейсон Зекири на клупа, на негово место се враќа со број 31 Ѓорѓе Станковиќ. Станковиќ против Донегати. Тука некаде со висината овие двајца. И да погодеше Анчевски, тоа ќе беа 2 поени, газеше на линијето 6:75. Лука Наумовски ја прозре намерата на својот противник и сега затоа велам имаше многу среќа во претходната ситуација. Александар Тодоров неќе многу комплицирано, многу тапкање. Што помалку се тапка топката, тоа поубава е кошарката. Едно-две врачувања, лево па десно, па обид за 3, непрецизен и Давид Глигоровски се обиде да реализира тројка. Не успеа. До сега само Лука Наумовски и Петар Теновски постигнаа тројки. А ова е четврта тројка на спротивната страна. (56-62) плюс 6. Ова се највисоки 6 поени предност за екипата на Водно Санс. Но успева Лука Наумовски да врати со 3. Златевски на мисмеч, но брзо се враќа крај него Анчевски. И сега Златевски директно во рацете на Лука Наумовски. Тој е побрз од противникот, го користи тоа, изнудува лична грешка за Џанкарло Донегати втора, но има 2 слободни фрлања. Сона тројка пред малку. Тодоров стигна до бројката од 10 боени и по Златевски и Јанев има по 19, кој е третиот во составот на Водно Санс од двоцифрен број. А Лука Наумовски останува на 10 по 2 изведени слободни фрлања. 5,5 минути до крајот на второто полуфинале во кадетска конкуренција. Останува Водно во напад, за кој ќе има уште 10 секунди на располагање. Тодоров се врти сега околу него.
Има долу во реката низ меча или ситуација кога низот играч чува висок, насрава овој пат на блокот на Станковиќ. Поените важат и дополнително слободно фрлање. Број 6 е личната грешка на Вренцовски. Станковиќ трета блокада. 3 блокади кај Вардар има Вања Вренцовски. Играчот кој е заработи предно личната грешка. 2 слободни фрлања, односно една слободна дополнително за Јованов, кој останува на 7 поени. Резултатот 58-62. Лична грешка од Давид Глигоровски. Четврта за него. Тој Шијаковски со број 8, во Вардар има по 4 прекршоци, кај Водно само петката. Јоргос Матропетрос, кој не е го игра. Тодоров. Двајци играчи на него. Наоѓа решение кај Златевски, мораше да шутира вака преку рака, но нема време. Нема време. Реакција од клупата на Водно Санс, сметајќи дека ударот за 3 на Виктор Златевски го допре во обрачот. И сега јас немам повратен сигнал од студиото на Сител 3, од каде може и преку репетиција да не го долава тоа. .40 до крајот. Ама поправо се црвено-црните, бидејќи топката навистина заврши на обрачот и мораше да биде рестартирано времето на нови 14 секунди. Грешка на записничката маса. Делам 4:40 до крајот. Партизан Водно Санс води со 4 поени разлика, 62-58. Арбитрите во поле мораше да го забележат тоа, во случајот Мицевски и Антовски. Со оглед на тоа дека Мијалковски беше долу началната линија, тој не треба воопшто да размисла, да го погледне кошот, барем така е според онија судиска техника. Но за тоа, потоа не успева со број 10 Лука Јованов. Еве контра и лична грешка за Станковиќ. Четврта лична грешка за Ѓорѓе Станковиќ. 8 поени, 5 скока, 4 лични грешки. Веќе 20 кош на Дамјан Јанев. Имате можност да видиме супер ефикасни играчи во првото полуфинале. Да речеме кај Водно Санс помладата генерација на оваа екипа. Марко Миловановиќ реализира 29 поени, 20 кошеви, имаше Павел Данаиловски. Во редовите на финалистот Феникс Андреј Андоновски доминантен со 32 коше во полуфиналето број 1.
4 минути и 7 секунди до крајот. Вардар 58, Водносанс 64. Јанев е близко до дабл учинок, покрај 21 кош, веќе има 9 скокови. 13-ката во редовите на Вардар. На Воднос, извино. Ме интересира број на асистенции. Јанев 0. Сега, како играч кој игра на позицијата 1, плеймейкер, недозволиво е да нема ниту една асистенција во текот на целиот меч. Човек кој треба да биде задолжен за разигрување на останатиот дел од тимот, да нема ниту една асистенција, реков недозволиво. Јоргос Митропетрос, четврта лична грешка. Исто тоа може да се направи без дриблинг, без да биде спуштена топката долу, но Мартин Нанчевски се реши со потек повеќе и успева да стигне до својот четврти поен. 60-64 Митропетрос. Директно во рацете на Глигоровски. Грешки на овите страни и на крај некошаркарски потек. На крај импровизација. Реагира Симич. Го враќа во игра со број 8 Јован Александровски. Солидна партија имаше ова момче. По мој вкус. Пожртвувано во одбраната, без многу калкулации во нападот, несебично, со реализирани 11 поени. Има лична грешка за 2 слободни фрлања. Убеден си. Ке го се чекаме Мицевски. Така е. Четврта лична. Не. Петта лична за Вренцовски. Тој е првиот играч кој пред време го завршува преварот. 3 блокади и само еден единствен поен од линијата за слободни фрлања. И тоа во првата четвртина. А беше стартер. Вања Вренцовски. Тоа е неговиот учинок. Затоа пак со реализираното прво слободно фрлање Давид Глигоровски станува третиот играч кај Вардар со двоцифрен број на постигнати поени, а ги има 10. Ова е избрзано. Не е потребно избрзано. Обид за 3 на Тодоров. Имаше ли тука чекори од Лука Наумовски? Однова Лука Наумовски. Како покосен падна Златевски. Мислам дека имаше удар со глава од Лука Наумовски во лицето на Виктор Златевски. Не верувам дека имаше намера за такво нешто. 2 минути 14 секунди до крајот. Сега во еден зонски пресик се обидуваат Варташ. Ова е фаул. Ова е фаул. Ова е фаул. Адријан Наумовски оди до крај. Има лична грешка врз него.
за 2 слободни фрлања, бидејќи Водно Санс е во бонус. Број 4 лична грешка за Джанкарло Донегатти. Трета за него. Има 2 слободни фрлања за Адриан Наумовски. 14 коша, но беше повлечен таму по некаде 3-4 минути игра во второто полувреме, практично цели 6-7 минути добри. Беше на клупа и еве го кога е најпотребно, вратен е на паркетот, негов 15-ти поен. Само да видам. Број 8 треба да е пета лична грешка за Далибор Сијаковски. Така е. Петти фаул за него. Завршува со 5 постигнати поени. Ова е трета лична сопкутно во решавачката четвртина за Вардар. Ки играат агресивно на половината на противникот. Вардар си на убаво Златевски со слободен својот чувар прави лични грешки. Ова прави се извинат чекори. Прави чекори Златевски. Десет поени во првата, придодаде уште 6 во втората, имаше една тројка во третата четвртина, купно 19 поени. Мислам некој среќа, Лука Наумовски го посека, мислам на топката. Негов 12-ти кош и на 97 секунди до крајот Вардар изравнува 64-64. Водеше Водно Санс со 6 поени, беше 6 со 8 поени. Разлика беше 58-64. Од тогаш наваму серија од 8-0 на Вардар. Ќе биде интересно во овие 97 секунди колку што преостанува до крајот. Сега се гласуваат Вардаровите навивачи, но и оние од спортивниот табор. По 2 тајмаута искористија и Јованчев и Симич. Има право на уште по еден. И тоа како одобредени ќе бидат во вистински миг доколку се побараат и доколку нормално се спроведе зацртаното на табла и на терен. Водно кренува во напад. Тодоров. Златевски. И одново лизгаво долу на паркетот, нешто што го гледавме во првото полуфинале. Голема конизацијата овде во Кале. Златевски губи топка. 3-1 ситуација која мора да се заврши. Боже сачува. Во желба да се излезе јунак, ето е младинска кошарка. Во желба да се излезе јунак, кога имате двајца соиграчи во нападот и само еден противнички во одбраната, тоа е младинска кошарка. А сега ова баскетчиска финта не минува, тргнува Лукас Наумовски, успеа да исконтролира топката, малку и глума, не е на одмак. И ова може да ги чини Вардарци посетна топка. Ова може да ги чини Вардарци посетна топка, неколку грешки во завршницата, малку глума, малку театралност, малку баскетчиски финти, една мина, ако се сеќавате, една мина во третата четвртина. Мислам дека беше тогаш Дамјан Јанев кој од аут ја удри топката во грбот на противникот, влезе во теренот, ја зема и продолжи, постигна кош за Водно Санс. А сега малку театралност, малку желба да се биде јунак и грешки. Резултатот не промене. 64-64, 40 секунди до крајот. Има време за напад и за Вардар. Лука Стојановски
Игра против Тодоров. Тодоров премногу долго, премногу солидски. Тодоров, ако водно загуби, мислам дека ќе биде еден од главните виновници. Без разлика на тоа што постигна 10 поени. Четири од поле, 1 од 5 за 3, 5 скока и една единствена асистенција. Згора на тоа 7 загубени топки, што е многу. Две слободни фрлања за Давид Глигоровски. Погодува Глигоровски во првот. 5 од 7. Глигоровски 11 поени. Погодува и во втората. Укупно 12 на 26 секунди 4 десетинки до крајот. Тони Симич бара тайм-аут за Водно Санс, бидејќи неговата екипа последниот напад мора да реализира доколку сака да остане во игра. За два пала и не говориме, ако дадат тројка, тогаш ќе имаат и предност. Но по оние 58-64 и највисоките плюс 8 во 36-та минута, Водно Санс едноставно од тогаш наваму нема постигнато кош. Има еден тайм-аут и Јованчев. Ќе останат од прилика 2 секунди, 3-4 до крајот на надпреворот, бидејќи семафорот е сопрен на 26 секунди 4 десетинки. Не верувам дека буквално во последната секунда ќе шутираат избраниците на Симич, па така да ќе останат најмалку 3-4 секунди. Вистинска драма во овој полуфинален меч. Ова е најнеизвестниот надпревар. Што имавме можност да го следиме овие 5 дена. Омладинската кошарка. Кој ќе се бара? Ако треба, јас мислам, тоа е моje мислење, Виктор Златовски би го барал. Некако ми е најсигурен во составот на Водно Санс. Тој ќе се случи. Еве го Златовски. Одигра брилијантно, изнудува лична грешка. Само да видиме 6 или 7, број 6. Топка од страна, бидејќи дури сега излегува Вардар во болница. Златевски, насила, чекори се тоа. Насила, меѓу двајца не бидува. Има право и на дефанзивен дриблинг, кога ќе ни биде затворен патот, да се врати назад, па да се обиде одново, бидејќи имаше таман време да го реши мечот. Вака сега им дава голема шанса на противниците. И веднаш се вара Анчевски. Златевски прави лична грешка. Четврта. Не дозволи да мине повеќе од секунда и пол. Има 2 слободни фрлања за Анчевски. Мислам дека вечерва не беше на пенал линијата Анчевски, така е. Постигна само 2 поени. Еве има можност да го реши овој меч. Три плюс за Вардар. Трети кош за Анчевски. Еве го и четвртиот за 4 плюс 68, 64. И сега на Вардар, ај покрај тројка, му треба уште еден поен. Аја губи топката, уште еднаш Тодоров кој се жали на повреда, но нема да биде прекината играта.
Видите, останува 2,5 секунди до крајот. 68-64. Победа на Вардар. И Вардар ќе игра во финалето. Нешто повеќе од 4 минути во последниот решавачки четврти период. Водно не успеа да постигне ниту еден кош. Водеше со 8 поени предност, 64-58, и сега апсолутно имаат право овие Вардарови играчи да се радуваат на триумф, бидејќи направија серија од 10-0 и го добиваат водно санс со конечни 68-64. Така, значи, утре во финалето во кадетска конкуренција за играчи до 16 години или родени 2001 за титулата ќе се борат Феникс и Вардар. Феникс, подсетуваме, го освојува вториот тим на Партизан со 84-66, а Вардар со 68-64 слави против возрастниот тим на Партизан. Но санс. Почитувани гледачи, ќе ве поканаме и утре вечер, таму некаде 5-10 минути пред 20 часот. Стартот на мечот е од 20 часот. Да го проследите финалниот надпревар со кој ќе заклучиме неделата на младинската кошарка. А се надевам, и рекам уште еднаш, ќе сториме се до тоа да биде крунисано со финалето во кадетска конкуренција кај дамите. Се одјавувам и ви благодарам на вниманието со програмата на Сител 3 телевизија.